Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со градоначалникот на град Скопје Орце Ѓурѓевски. Градоначалник, добро вечер и благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Синоќа советниците ви дадоа зелено светло да побарате од владата дислокација на индустријските загадувачи од Скопската котлина. Каков е планот? Заклучоците се усвоени, бараат вие да го направите тоа, како ќе оди тој процес? Добро, заклучоците се усвоени вчера од страна на Советот. Јас и го поздравив тоа што едногласно ги донесоа тие заклучоци. Откако ќе ги примиме, јас како градоначалник, откако ќе ги примам истите и ќе излезат во службено гласило, ќе бидат доставени веднаш до владата. Денеска се слушнав и со заменик министерката за животна средина, почитуваната Лашковска. Во текот на наредниве неколку дена ќе оствариме и средба поврзана со оваа тема, ќе разговараме со претседателот на владата, така да од моја страна логистички ќе бидат поддржани сите оние работи кои што беа усвоени практично. Слушнавме денеска првичен коментар од премиерот, вели се што е проблем за граѓаните е проблем и за владата. Ова дава некаков оптимизам кај граѓаните дека позитивно би одлучиле во таа насока, меѓутоа тоа нема да биде процес кој што ќе биде од денес за утре. Ги слушаме веќе експертите, поранешни директори на Државниот инспекторат за животна средина, кои што велат дека тоа е процес кој што би траял денеска да започне најмалку 5 до 6 години. Како ќе тече тој процес? Имате информации? И како би се утврдувала таа алокација за дислокација? Јас морам да истакнам најпрво дека за жал 30 и повеќе од 30 години сите го констатирале проблемот, но никој не влегол да најде решение. Не само со дислокација на потенцијални загадувачи, ние ако земеме во предвид, ете мојот став и вчера го споменав тој и пред советниците, дел од нив го поддржаа, дел пете го премолчаа, тој факт дека не е цементара единствената која што е во Скопје и е потенцијален загадувач, туку ние имаме и останати погони и фабрики кои што според мене треба да бидат дислоцирани од централното градско подрачје или од територијата внатрешна на градот Скопје. Па ете имаме подредени во железара погони, имаме и на други позиции, има фабрики за кабли производство и така натаму, има одредени отпади кои што се, знаете која хаварија се случи во Газибава пред нешто помалку од половина година. Тогаш со колегата реагиравме заедно од Газибаба, иако јас не бев градоначалник на градот Скопје, што значи дека системот кој што требало да се изгради овде не е изграден и погрешно е започнат целиот процес. Дали тоа биле лоши проценки во минатото? Дали биле, ете, градот Скопје немал 600.000 жители од секогаш, па проценката била дека тоа ќе биде вон централно градско подрачје, дека нема до толку градот да се шири, ирелевантно е. Но фактичката состојба е дека 30 години, освен констатации, ние немаме помрднување од мртва точка. И тука мораме сите да се сложиме. Јас вчера усвоивме на буџетот мерка која што ќе значи субвенционирање на филтри за оджаците за домаќинствата. Ете 30 години наназад ние знаеме дека освен овие индустријски капацитети и домаќинствата влијаат на загадување на амбиенталниот воздух, но никој не превземал мерка. Единствена мерка која што во држава се превземала е инвертер клими. И тоа го правеле ете години наназад, но ништо друго освен говорење на медиуми тие 3 месеци кога е кризен период. Ние ќе градиме систем во кој што систем ќе треба да ги промениме работите. Тоа нема да се случи преку ноќ. Ние треба топловодната мрежа прво да прошириме во централното градско подрачје. Ние имаме во строгиот центар на градот згради, куќи и се останато кои што не се на топлификација поврзани, а топлификација има мрежа. Има некои кои што имаат пристап на топлификација се греат на дрва. Да, но не смее тоа да го дозволуваме. Така, треба системот и државата да имаат обврски. Под системот и државата го подразбираме градот Скопје и општините во градот Скопје, но треба и граѓаните да имаат обврска. Така, но веројатно треба да биде многу поевтин пристапот за користење на топлификација. Апсолутно се сложувам, она што интензивно работиме со претседателот на владата, освен проблематиката поврзана со овие прашања за индустријските капацитети, каде е јасно и недвосмислено сум на страната на граѓаните и јас, исто како и претседателот на владата, што никогаш досега никој тоа така јавно не го направил и храбро, како што ние го правиме. Интензивно работиме на проект што ќе значи гасификација на градот и топловодна мрежа преку
гасна централа која што планираме да биде за многу брзо од денес започната да се гради. Да, но ова сепак ќе градот даде Скопје. резултат за неколку години. Вие Така е. колку што знам живеете во непосредна близина на цементарницата. Апсолутно, 100 метра Мусија. воздушна линија. Бевте градоначалник на Киселавода, во ваше време се постави мерна станица во дворот на цементарницата Усија. Ги гледав резултатите кои што се објавуваат на веб страницата, јавно достапни се на општина Кисела вода. А затоа што имаше последниот добро е што месец. го споменавте ова, еве јас не ги земав во емисијата, но имаше тврдење од одредени опозицијски политички партии дека не функционирала, еве вие кажувате дека сте ги Ја виделе отворив резултатите. попладнево, видов дека Да. функционира. Еден месец наназад се објавени податоците. За последниот месец, од 24 ноември до 25 декември, PM2,5 честички надминување има во 18 денови. Од 31. Ова зборам за мерната станица во цементарница Усија. PM10 7 дена се надминати, иако вредноста на граничната на PM честичките може би дискутабилна, 25 за PM2,5, според СЗО велат дека не треба да биде повеќе од 5. Ако гледаме да не биде повеќе од 5, тогаш нема ден во кој што биле во дозволена граница. Ова само потврдува дека е сериозна ситуацијата. Верувам, вие го чувствувате тоа. Апсолутно. Еве, јас нема есен и нема пролет да не сум болен лично јас, но и многу мои сограѓани. И тоа е, како што кажав, проблем кој што треба да го решаваме. И заеднички сите да учествуваме во истото. И тука не треба да се повлечеме. Дека ќе го решиме преку ноќ, нема да го решиме. Јас секогаш сум бил искрен кога сум комуницирал со јавноста и со луѓето кои што даваат доверба за одредени процеси да ги реализираме и да изградиме систем. Не може сето ова да го решиме ние преку ноќ, но мораме од некаде да почнеме. И ова во неколку фази треба да доведе во состојба, најпрво во градот Скопје систем да постои, а подоцна и тој систем да функционира. И тоа би подразбирало нормални, хумани услови за живот за нашите сограѓани. Не е само оваа состојба алармантна, неизминатиот период, неколку казни имаме изречено по 53.000 евра на индустријски објекти и капацитети кои што имаат Б интегрирана дозвола. Ваму треба да постапува конкретно во оваа ситуација централните институции и државната инспекција, но во соработка со нив имаме контроли изминатиот период. Не се тоа најавени и помпезно пред медиумите представени контроли, но имаме постапување. И за тоа одговорно тврдам, затоа што и вие потенциравте, јас сум на 100 метра воздушна линија од оваа состојба. И моето дете кој што има 8 години го диша истиот воздух како и сите мои сограѓани. И јас верувам во тоа дека ние како генерација можеме да изградиме систем. И ќе дадам се од себе тоа да биде направено во наредниве 4 години. Дека преку ноќ ќе го направам, не може да се направи ништо преку ноќ. Добро, реално е. Но дека ќе ги промениме дека ќе биде состојбите, ќе ги промениме состојбите. Се морам да ве прашам затоа што потврден сте како председател на ЗЕЛС, има најави дека ќе имате конкретна средба со вашите колеги од ЗЕЛС за оваа тема. Со каков став ќе излезете пред колегите, што ќе побарате од нив да се направи по однос на ова прашање? Па по однос на ова прашање ние И кога ќе биде таа средба? најпрво треба да ги утврдиме и состојбите во ГУП-от, но и во деталните урбанистички планови. Генералниот урбанистички план е уставот на градот Скопје, во кој што, еве отворено ќе кажам во јавност, јас нема да дозволам да има намена со вакви капацитети во генералниот урбанистички план, но и ќе треба да најдеме одредени начини на кои што и состојбите каде што функционални целини имаме од ваков тип во моментов би ја замениле таа намена со некоја друга намена. Тоа подразбира дека на долг рок целосно да бидат отстранети од централното градско подрачје. Мене градот не ми се допаѓа во состојба која што се наоѓа денес. И затоа сум влегол и сум побарал поддршка од моите сограѓани и ми ја дале за да ги направам промените. Инаку нема смисла тоа што јас сум градоначалник, ако јас не сум спремен да направам сериозни промени во главниот град. Јас не сум влезен во оваа работа да правам вирчиња, туку сум влезен да правам бранови. И често пати тоа го говорев и во општината кај што бев градоначалник и сметам да ga направив бранови таму. Сега ќе направиме бранови и на територија на градот Скопје.
Здравјето на граѓаните е во прашање, секако дека ќе ги следиме овие ваши активности. Вчера без ниту еден глас против беше усвоен буџетот на град Скопје, 84 милиони евра. Откако помина тоа на седница, вие рековте дека следува преродба на градот. Што ќе значи таа преродба во насока на тоа што беа ваши ветувања од изборната кампања? Во фокусот ви беше хигиената на Скопје и јавниот превоз. Најпрво морам да истакнам дека заедно со тимот дадовме се од себе изминативе 40 дена да ги стабилизираме состојбите кои што беа наследени од минатото раководство во градот Скопје. Јас градот го наследив не на нула, туку со околу 300 милиона евра долг заедно со кумулативно со јавните предпријатија. Состојбата на сметката на градот Скопје кога станав градоначалник беше 40 милиони денари на сметката и првиот ден ми стигна извршно решение од 48 милиони денари кои се обврски кои што треба градот Скопје да ги плати. Дополнително имаше јавни предпријатија кои што немаа по 2, некои по 3 месеци земено плата. Сега од таа состојба која што ја наследив пред 40 дена, која е состојбата денес? Денес, на сметка на градот Скопје, имаме 450 милиони денари, што 11 пати повеќе од состојбата која што сум ја наследил кога сме дошли. Дополнително, нема јавно предпријатие каде што немаме исплатено плата, со исклучок на паркови и зеленило, каде што поради ставката немаме можност да ја исплатиме цела плата, а исплатена е половина плата, но во јануари месец правиме порамнување. И сме консолидирани генерално, земајќи во предвид дека долгот основниот на градот Скопје, кој што изнесуваше 5,7 милиони евра, во моментов е нешто под 4 милиони евра. Што значи дека доста сме сработеле изминативе 40 на дена, јас и целиот тим кој што работи на тоа, и секоја чест на оние службеници кои што ревносно влегоа да помогнат во целиот процес. Што значи нова ера за градот и она што го предвидуваме да го направиме во наредната календарска година? Тоа подразбира најпрво современа опрема за комунална хигиена. Зошто? Јас таму состојбата ја наследив со 16 камиони кои што беа функционални. Во моментов имаме од 40 до 50, но на дневна основа опаѓа или бројката доаѓа до 50. Зошто? Затоа што таму има механизација која што е многу стара. И често пати се случува да подигнување на отпад од неколку контејнери да се јави дефект кај возилата, бидејќи се стари, амортизирани се доста. Некаде до април месец во две фази, од една страна ние самите ќе си направиме јавна набавка за опрема преку комуналната хигиена и одвоивме средства во буџетот за тоа. Од друга страна, Министерството за транспорт и врски преку Светска банка, и тие веќе мислам дека имаат објавено тендерска постапка за истото, ќе обезбедиме најмалку 40 нови камиони за комунална хигиена. Ето е веќе вест за градот. Тоа е веќе вест за градот. 40 нови камиони, кои што ќе штедат на гориво, кои што ќе штедат на сервиси, кои што ќе ги задоволат целосно потребите кои што ги имаат скопјани, а се поврзани со функционалноста или делумната нефункционалност во моментов на комунална хигиена. Но мораме исто така да признаеме дека состојбата денес, споредбена со состојбата пред 40 дена, е далеку од иста. Апсолутно сте во право, но реално е како жители на Скопје кога се движиме, гледаме дека повторно има ѓубре. Дела и до свеста кај граѓаните, го гледам речното корито на Вардар, ги изчистивте оние прскалки во речното корито. Има одредени изолирани случаи, но сакам друго да ве прашам. Гледаме како безбеден град делува на свеста во сообраќајот. Потребен ли ни е таков систем за да ја кренеме свеста за хигиената, за да не се уништува урбаната опрема која што е собственост на нас, на граѓаните, со наши пари е поставена и плата? Видете, јас тоа го говорам од првиот момент кога сум влегол во политиката. Ние имаме проблем со многу мал процент несовесно наше население, поради кое што страда целото население. А тоа е девијантните појави на поединци резултираат да колективот има проблем. И тоа е факт. Може би ќе се случи сега да поминеме по партизанска, да има една кеса на цела партизанска која што некој несовесен ја оставил до контејнерот. Но контејнерите не се преполни, како што беше случај тоа пред 40 дена.
тоа се девијантни појави на поединци. Имаме стотици казни и предупредувања изречени изминатиот период. Стотици. Можете слободно да побарате пристап до службите на градот кои што даваат се од себе и деноноќно се на терен да предупредуваат и да казнуваат. Јас секогаш сум најпрво за тоа да предупредиме некого, затоа што и систем кој што не функционирал со децении овде, да го промените наеднаш, треба време. Не можете преку ноќ да го направите тоа. И логички е, за мене не е логички, но за поединци кои што девијантно функционирале 30 на години да продолжат тоа да го прават и понатаму. И после едно предупредување оди второ предупредување, после второ предупредување оди казна. Ако гледаме дека Иван или Орце во неколку наврати истата пракса ја имаат на неодговорност према животната средина и колективот во кој што живеат и функционираат, тогаш треба казни. Тогаш треба казни. И ќе има казни. Ќе се реши ли јавниот сообраќај идната година? Гледаме дека голем дел од скопјани се уште имаат проблем, се уште немаат редовни линии. Има пропусти на одредени места. Морам да истакнам дека со приватните превозници те имаат договор од градот Скопје, кој што е изгласан со поддршка на Советот, но флотата која што беше функционална на почетокот беше далеку помала од тоа што го имаат денес. Значи околу 50 на автобуси се плюс пуштени во оптек, земајќи во предвид дека дополнително најмалку 20 автобуси се поправени во меѓувреме од страна на јавното сообраќајно предпријатие и се ставени во функција. Најчесто стануваше проблем таму со одбивањето на сервисерите да реализираат поправки и да ги стават автобуси одредени во функција поради тоа што претходно не им се плаќало. Истиот проблем го имавме со комунална хигиена. И практично тука беше проблемот на нефункционалност. Тие луѓе не се вработени во јавните предпријатија? Кои да бидат вработени? Сервисерите. Има сервисери, но вие треба делови да обезбедите преку одреден сервис кој што има договор со набавките не биле платени. И тоа беше проблемот најголем со кој што од стартот се соочивме. И затоа имаше многу автобуси кои што беа нефункционални и затоа имаше многу камиони од комунална хигиена нефункционални. Она што го очекуваме до првата половина од наредната година да пристигнат автобусите кои што и претседателот на владата и министерот за транспорт и врски ветија дека ќе ги обезбедат за градот Скопје. Јас сум силно убеден дека ќе пристигнат до првата половина од наредната година и тогаш веќе ќе биде целосно функционално јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, но дополнително секоја година како град Скопје ќе одвојуваме и средства за постепено обновување на флотата која што има јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Ако тоа се правело години наназад, и со комунална хигиена, и со ЈСП, и со останатите предпријатија кои што се под градот Скопје, ние немало да се доведеме во состојба да имаме целосен колапс на јавните предпријатија како што имавме до пред 40 на дена. За сите останати проекти граѓаните ќе може да прочитаат и на вашите социјални мрежи и на веб страницата. Сакам да ве прашам во однос на празниците. Го украсивте Скопје на 15 декември, различни се коментарите, вкусови се во прашање, на некој тоа им се допаѓа, на некој не им се допаѓа. Утре имате целодневна активност за немладите на градскиот плоштад во Скопје. Дали Орце Ѓорѓиевски на 31 ќе врати традицијата да им посака среќна нова година на скопјани помеѓу првите? Да. Јас со моето семејство ќе бидам на 31 на новогодишната прослава, ги покануваме сите наши сограѓани. Тоа е вистински момент да се обединиме. Знаете како, може да има одредени мислења дали елката била ваква, можела да биде поубава, можела понеубава. Многу е важно што Скопје се накити на време. Не се накити на 29 декември како што имавме случај во минатото. Вас лично ви се допаѓа? И мене лично ми се допаѓа. И исто сакам да истакнам дека нема за Великден да се откитува Скопје како што имаше случаи во минатото, туку ќе си биде согласно она што представува празнично расположение и состојба која што е наменета за такво празнување. Јас ќе бидам за нова година заедно со моите сограѓани. Она што мене најмногу ме радува, Иван, е тоа што еве која елката свечено се осветли вечерта и кога светнаа се еличките на плоштатот и останатото украсување, јас не паметам толкова бројка на дечиња да има собрани и да бидат толку среќни и задоволни. Јас сум градоначалник кој што
треба своите сограѓани да ги направи среќни и задоволни. Дали на некој тоа повеќе ќе му се допаѓа, дали на некој помалку ќе му се допаѓа, дали цел еден колектив на одредени опозицијски во моментов критичари ќе се насочат кон тоа по секоја цена да најдат начин од сето тоа да направат дали пародија, дали да го исмеат моментот или како и да е, ирелевантно е за мене. За мене е многу важно да видам среќни и насмејани лица. И тоа е смислата на моето функционирање. А многу среќни и насмејани лица ќе имаме особено во наредната година, кога имаме и многу капитални проекти, кога оние блокирани проекти, како Момин поток, кои што гледате дека се интензивно се работи, и таму за 40 дена сериозен напредок имаме. Љубљанска мостот почнуваме да го работиме. За многу брзо ќе го почнеме и Генерал Михајло Апостолски во Газибава, супер вештачењето е при крај. Булеварот Борис Рајковски да го средиме и новите проекти кои што ги правиме, вклучувајќи го и Лимак, вклучувајќи го и Луна паркот. Тоа ќе бидат насмејаните лица на Скопјани кои што сакам да ги видам. И јас, но и Скопјани заслужуваат многу проекти, многу работа за нив и многу реализација на проекти. Да, јасно е дека многу работа ве чека барем во идната година. Ви благодарам многу за гостувањето. Не беше чест.